Добро вечер, Štipljani, добро вечер, драги сограѓани, храбри иницијатори, учесници, предводници на отпорот против оваа антидемократска, на отпорот против оваа ненародна власт во нашата мала, но сакана Македонија. На почетокот, на стартот на моето денешно опраќање би сакал на сите вас кои сте денес заедно со нас, но и на оние кои срамежливо не слеат од своите прозорци, да им ги упатам моите најискрени честитки и желби по повод стартот на новогодишните и божитни празници. Во новата година сите тргнуваме со искрени желби и намери дека ќе биде подобро. Меѓутоа реалноста со која што сите ние директно или индиректно секојдневно се соочуваме, ни покажува и докажува колку е само тешко денес да си граѓани на Република Македонија. Демократијата за нас повеќе не е реалност, туку мислена именка. Црниот понеделник, денот на кој пратениците, представниците на македонскиот народ во собранието на Република Македонија беа тепани, удирани и малтретирани, ќе остане длабоко врежан во историјата на македонскиот народ. Тој ден нема туку така да помине. Ќе остане во историјата на македонската држава како ден на кој буквално сите граѓани на Република Македонија имаа можност да ја видат вистинската, реалната, не лажната слика за владењето, за диктаторското, уништувачко и бескрупулозно владење на ВМРО ДПМН. Што да кажеме за младите амбициозни луѓе кои што имаат и желба и капацитет за интелектуален дострел во нашата земја. Што и да кажеме, ќе биде излишно. Младинските перспективи во Македонија во моментов се еднакви на нула. Факултетски дипломи се делат како новогодишни честитки, а оние дипломираните студенти не бараат работа адекватна на нивната диплома, туку бараат каква таква работа со која ќе задоволат само основните потреби, со која ќе заработат за парче леп. Епа луѓе, за ваква ли преродба зборуваа представниците на власта? За ваква ли преродба се залагаа изминативе неколку години? Катастрофа! 7 години не лажат, ја манипулираат јавноста, ги лажат граѓаните, зарем не им е срам? 7 години не лажат, ги истрошија веќе сите џокери, ги потрошија сите расположливи ресурси и кредити. Народот повеќе не им верува. Лично мене едно нешто не ми е јасно. Факт е дека медиумите се на нивна страна. Контролираат се што може да се контролира. Но луѓе, зар не сватија дека во политиката моќта е во народот, моќта е во гласот на народот? Зар не сватија дека кога народот ќе се крене и ќе каже стоп на ова насилие, тогаш ќе дојде и крајот на ова владење, на ова бескрупулозна власт? Ако тие не можат да сватат што се случува, еве ние од овде, сите заедно да им порачаме. Народот веќе се крена, народот одлучи да се бори и да се избори за зачувување на сопствената држава. И за крај, сакам да ви упатам уште една порака. Во оваа борба, во оваа битка, годините се најмалку важни. Не е важно дали некој од нас има 20, 30, 40 или 50 години. Во оваа борба сме сите заедно и одиме до крај, одиме до победа, но не до партиска победа, одиме до победа за народот, победа за татковината, победа за нашиот град, победа за Македонија.